Почитувани, тврдењето на власт дека зголемените плати и пензии ги покриваат поскапувањето на основните прехранбени продукти се само уште една груба манипулација со граѓаните. На луѓето не им е потребно некој да им каже дали им е подобро или не. Граѓаните најдобро знаат како вразуваат крај со крај во месецот за да обстанат, бидејќи поскапувањето и инфлацијата го изеде, го стопи порастот на платите и пензиите. Да беше поинаку, Македонија немаше да биде последната економска дупка на Балканот. Да беше поинаку, не ќе мораа граѓаните до гуша да се задолжуваат во банките. Фактите се немилосредни. Трошоците за храна во Македонија влегуваат со многу поголем процент во вкупните трошоци на граѓаните. Актуелната потрошувачка кошничка е статистичка лага. 80% од вработените земаат многу пониска плата од официјалната просечна плата во Македонија. А што да се каже за оние социјално загрозени семејства, за невработените и оние кои останаа без работа? Владата им порачува дека нема никаква помош за сите граѓани по најновите поскапувања на маслото за јадење, брашното, лебот, овошјето и зеленчукот и по најавата за најнови поскапувања на сите производи, дури до 30%. Лесно е да се констатира, како што тоа го прави владата, дека покачувањето на цените е резултат на светската економска криза, поскапувањето на енергенсите, климатските промени и сушата. Но всушност вистинска суша е во владата од идеи за справување со ваквите состојби. За недостигот на пченица и зголемувањето на цената на лебот, како основен прехрабен продукт на населението, директно е одговорна владата на Никола Груевски. Паднаа во вода лажните инвестиции на Груевски во земјоделието, бидејќи производството на пченица и житни култури во Македонија не се зголеми и ни приближно не ги задоволува домашните потреби. Во време кога сите држави во регионот и светот носат рационални одлуки како да обезбедат поголема и доволна количина на пченица, Никола Груевски пред 2 месеци донесе токму спротивна и штетна одлука за македонските граѓани. Обидувајќи се да заштити 2000 производители на пченица, нанесе штета на 2 милиони потрошувачи на леб. Имено, со одлуката на владата од 5 јули да се лимитира увозот на пченица на само 1 килограм увоз, со обврска за купување на 3 килограми домашна пченица, или дозволен увоз на 1 килограм брашно за купени 4 килограми домашна пченица, Никола Груевски свесно и намерно предизвика криза и недостаток на пченица и брашно за производство на леб во државата. Ако годишните потреби на Република Македонија се околу 220.000 тони, а домашното производство се проценува на околу 120.000 тони пченица, и со последната владина одлука за 3:1 се дозволува увоз на дополнителни 40.000 тони, тогаш логичен е заклучокот дека недостасуваат 60.000 тони пченица за да се задоволат годишните потреби на државата. Се поставуваат прашањата: кој тоа во договор со власта ќе направи шверц од 60.000 тони пченица? Зошто Груевски свесно донесе одлука со која предизвика недостиг на пченица и зголемување на цената на лебот? Додека Груевски молчи и наместо да им помага на граѓаните, свесно им наштетува, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија предлага: прво, веднаш да се укине штетната одлука за 3:1 и истата да се замени со одлука за увоз по принципот 1 килограм увезена за 1 килограм откупена домашна пченица. На тој начин ќе се постигнат два ефекти: да се откупи целокупното домашно производство по разумни цени и да се стабилизира понудата и цената на лебот. Второ, заради стабилизирање на цената на пченицата и лебот, владата веднаш да интервенира со одредени количини на пченица за ограничен период од државните стокови резерви. На крај, заради стопирање на порастот на цената на маслото за јадење, бараме владата веднаш да интервенира со 1100 тони масло, кои како стокови резерви се складирани во фабриката Благој Ѓорев во Велес. Со овие предлог мерки на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, директно
ќе се интервенира во стабилизирањето на цените на двата основни животни продукти, лебот и маслото, и со тоа ќе се спречи лавината на поскапувања и на другите прехранбени продукти.